Со мене во студиото е политикологот Кристијан Фидановски. Добро утро, добро дојдовте во студиото на утренски брифинг. Ке поразговараме малку повеќе за онаа идеја која пласираше премиерот Заев од ова студио во интервју за Слободен печат. Тоа е влада за национален спас. Па ајде од почеток, каков е прво вашиот став во овие околности во кои што сме сега, бидејќи имавше испоредба со Германија, но далеку сме ние од Германија, па ајде малку повеќе за нашата актуелна политичка состојба. Добро утро, благодарам прво за поканата. Да ги поставиме прво контурите на целата дебата. Значи, важно е да се нагласи дека Македонија има еден парламентарен систем, нели семипарламентарен, меѓутоа со силна парламентарна компонента. И во еден таков систем е многу тешко да се зборува за владење со некакво убедливо мнозинство, што би била нели целта на широката влада. Дури би рекол дека и непосакувано во одредена мера. Значи, примерот со Германија кој што го спомена премиерот во неговата изјава не е целосно апликабилен на оваа ситуација, бидејќи во Германија таа коалиција која што навистина постои веќе 8 години наназад беше коалиција од нужност, а не коалиција од избор. Значи, во Германија владеат двете најголеми партии заедно, ЦДУ и СПД, меѓутоа причината за тоа е што ЦДУ не успеа да формира влада со две помали партии во собранието кои што беа нивен прв избор за коалициски партнери после последните избори во 2017 година. И во Германија таа широка коалиција сепак е многу помалку широка, така да се изразиме, од аспект на тоа дека дури со две најголеми партии во собранието, опозицијата се уште е многу бројна, значи 40% од претениците сепак припаѓаат на опозицијските партии, додека во Македонија, доколку на СДСМ и ДУИ би им се приклучила ВМРО ДПМН, околу 85% од претениците би биле со власт. Значи, де факто би немало опозиција во државата и би се создала некоја слика која што би потсетувала на ситуацијата во Србија моментално, а тоа веројатно не е многу здраво за демократијата. И на крајот јас би сакал да го споменам и дел од изјавата на премиерот што се однесуваше на поделеноста помеѓу граѓаните, која што дефинитивно е случај, мислам ние сите ја забележуваме. Меѓутоа, доколку тоа би било критериум за формирање широка коалиција, во Македонија веројатно речиси постојано би морало да има широка влада. И многу други држави се поделени, несогласување помеѓу граѓаните и политичарите се една здрава одлика на секоја демократија. Во Македонија тие тензии биле многу посилни пред неколку години, често пати резултирале и со насилство, нели моментално ситуацијата сепак не е толку тензична од тој аспект, доколку политичарите навистина сакаат да спласне таа тензија во општеството, веројатно најмногу треба да поработат на сопствената реторика, значи целиот овој дискурс на мафии, хунти и други произволни етикети кои што постојано се ги упатуваат едни на други, многу повеќе придонесува кон таквата тензија отколку било каква политичка конфигурација во владата, значи широката коалиција според мене барем не е поврзана со тоа. Сега, дали ова изјава на Заев, оваа понуда, како сакате наречете, навистина има некаква тежина или ова е само за прибирање политички поени, како гледате вие на оваа работа, бидејќи мислам дека за ова ќе треба да и наголемо да се бори и внатре во својата партија, бидејќи не знам и за останатите членови на СДСМ колку би било прифатливо вакво нешто, ако знаеме дека излеговме од една владеачка гарнитура која што ја нарекувавме режим, па дали сега со истата таа партија нереформирана ваква каква што е, би сакале да влеземе или повторно да ги направиме дел од власта. Па постојат неколку цели кои можеме да претпоставиме дека се во игра, прво секако дури и да не се оствари на крајот оваа замисла, многу е веројатно дека ќе се постигне раздор не толку во владеачката партија, иако веројатно и тоа би било случај, колку во опозицијската, каде што веќе видовме нели две различни изјави на темава. Првата скептична, меѓутоа се оставаше одреден простор за некоја поекспертска варијанта на таквата широка влада, а потоа и поддецидно одбивање нели вчера. Така што можеби тоа е една од идеите, тоа е легитимна политичка стратегија да се ослаби опозицијата, да се подели дополнително на тој начин. Потоа секако тука и просторот за, односно очекувањата од некаков компромис со Бугарија наскоро, кој што доколку е неповолен, секако на владеачката партија би одговарало да може да ја сподели одговорноста со својот најголем политички ривал, а и лидерот на опозицијата нели во една прилика спомена дека за разлика од Бугарија која што има национален консензус околу тие прашања, кај нас го нема и би било добро да го има, така што ова би одело и во таа насока, меѓутоа мислам дека за СДСМ ваквиот маневар би бил многу контрапродуктивен, бидејќи
Една од главните забелешки што постојано и се упатуваат на партијата, нели, уште од нивното доаѓање на власт во 2017 е дека постојано возат на тој бран, да го наречам, на така наречена борба со длабоката држава, нели. Таа перцепција дека постојано во државните структури има се уште кадри од претходниот режим, дека тие ги кочат реформите и тоа без разлика дали е точно или не создава некој одбегност кај граѓаните, бидејќи дури кај поддржувачите веројатно на СДСМ, бидејќи звучи како одбегнување одговорност, како префрлање на топката и сосема е можно при една широка влада тоа само да се интензивира, бидејќи тогаш уште полесно ќе биде да се обвини политичкиот противник. И сега поучени од искуството на прежинските влади, нели, кои што знаеме со колку обструкции функционира, можеме да претпоставиме дека нештата не бидело гладко дури во една ваква широка влада. Национален консензус малку утописки звучи во наши услови. Добро, последен пат го имавме 2001, но под малку други околности. Ја споменавте Бугарија и делењето одговорност. На почеток оваа влада не изгледаше како да сака да ја дели одговорност, а го спроведоа и оној преспански договор сами, без да сакаат да ја делат одговорност. Зошто би сакале тоа да го прават сега со спорот со Бугарија? Па ја споменавте кризата во 2001 и широката влада која што тогаш беше формирана. И мислам дека тоа е добар пример, бидејќи за да се формира една ваква широка влада мора да постои акутна криза во општеството, која што моментално кај нас ја нема. Значи ваквата конфигурација мора да биде производ на, практично да биде некое последно прибежиште, значи производ на недостаток на алтернатива за други форми на коалиција. Компромисот со Бугарија може би бил неповолен, меѓутоа нели толку малку знаеме за динамиките во тој процес, толку многу зависи од работата на историчарите, од експертскиот консензус помеѓу двете држави, така што рано е да се шпекулира, освен ако политичарите нели знаат нешто што ние не го знаеме. Така што не би можел да коментирам во таа насока, но она што во оваа фаза можеме со сигурност да го заклучиме е дека има некои структурни проблеми со широката влада кои што би важеле дури и да го занемариме македонскиот контекст. Затоа го спомнав примерот со Германија претходно, значи во Германија таа широка влада беше штетна и се уште е штетна и за двете партии кои што се дел од неа. Пред се за во наводници опозицијската, претходно опозицијската, односно втората најдобро пласирана партија на изборите, СПД, која што помеѓу 2013 и 2017, значи после првото заедничко коалицирање, првиот заеднички мандат со ЦДУ, нивната поддршка падна за 33%. Поддршката на ЦДУ во истиот период падна за 25%. Значи за двете држави тоа партнерство беше, за двете партии се извинувам, тоа партнерство беше штетно. Моментално, според рейтинзите, ЦДУ води двојно во однос на СПД. СПД има само 16% поддршка, сега е трета најсилна партија во државата според анкетите, барем во пресред на изборите на есен. Значи тоа кажува колку ваквото широко коалицирање може да го наруши статус квото во еден политички систем. И моментално, како што реков, значи зелените се на второ место во Германија и тоа може да биде една интересна паралела и со Македонија, како малите партии не по своја заслуга, туку поради тактички грешки на големите партии може да профитираат од една ваква ситуација. Како може да профитираат нашите мали партии, а ова ве прашувам бидејќи во собранието веќе е дел од владачката коалиција реши да настапува самостојно, така што какви се изгледите? Па видете, во секој парламентарен систем дури малцинска влада е опција, значи тоа не е нешто од кое што треба да бегаме, нели, како ѓавол од темјан, значи доколку не постојат други можни конфигурации, подобро е тоа отколку нови избори во секој случај, бидејќи или широка влада, затоа што знаеме колку предвремени парламентарни избори сме имале во Македонија во блиската историја, знаеме колку народот веројатно е изморен од таквиот процес, од премиерот исто така имавме една изјава неодамна дека не сака нови предвремени избори, дека е време конечно една влада да го одработи својот целосен 4-годишен мандат. И сега за мене барем ова идеја со широка влада, иако е веројатно мотивирана од добри намери, оди во спротивна насока, така што може да ја засели на веќе постоечка перцепција кај граѓаните дека влада е една елитократија во државата, дека постои некој задкулисен договор помеѓу партиите, перцепција која што на СДСМ и штети уште од периодот на амнестиите, нели? Така што јас мислам дека последиците се очигледни, негативните последици, и партијата Левица ја гледам како еден потенцијален добитник од целата таа ситуација, затоа што тоа е партија која што својот имидж постојано го гради на тој свој отпор кон естаблишментот, на таа своја наводна. Вака практично би се истакнала како единствена опозиција. Па да, како што реков, значи речиси сите претеници би влегле тогаш во влада и на Левица политичката платформа наеднаш би се засилила.
Како го оценувате тоа што премиерот сам побара да се гласа доверба на неговата влада? Па, веројатно беше притиснат од околностите, нели? Во спротивно ке имаше можеби гласање и без тој негов апел, беше еден нормален легитимен политички потек да се испрати еден сигнал дека владата е се уште стабилна. 62 претенденци нормално не е идеално, се работи за едно многу тенко мнозинство, но како што реков, ние сме парламентарен систем, така што еве во Германија исто е важно да бидејќи постојано ја влечеме паралелата, да истакнеме дека ни таму нема двотретинско мнозинство. Значи, еве, 8 години назад, двете најголеми партии се заедно во влада и пак немаат 2/3 во собранието, бидејќи тоа е речиси невозможно во парламентарен систем, каде што има многу партии, а дури би рекол и непосакувано, бидејќи секогаш влече кон една поголема авторитарност во најлош случај, но еве дури во поблага форма елитократија, како што реков претходни, чувство на отуѓеност од страна на граѓаните, бидејќи тие се чувствуваат дека без разлика како тие ќе гласаат на избори, повторно големите во наводници ќе се владеат заедно и кај граѓаните таа состојба на споделени заслуги, но и на споделена одговорност, нели, значи заслуги за позитивните остварувања, одговорност за негативните. Граѓаните потоа на наредните избори не знаат како да се однесуваат, значи не знаат кого да наградат, не знаат кого да казнат. И мислам дека од тој општествен аспект оваа идеја за широка влада е можеби најпроблематична. Морам да ве прашам за промената во однесувањето на одредени поранешни функционери на претходната владеачка гарнитура. Се огласува Никола Тодоров во последно време со еден став кој, морам да кажам, изгледа како да е член на СДСМ, а не на ВМРО, па така изрази јасна поддршка за премиерот Заев за оваа национална влада и меѓу другото го искритикува лидерот на ВМРО Мицкоски дека не само што е пречка за обединување на ВМРО, туку и пречка за обединување на македонскиот народ. Но што се должи оваа промена драстична на ставовите? Дали во ова можеби гледате некој обид повторно да се вратат овие личности на политичката сцена или можеби обид од страна на актуелната владеачка гарнитура да се вратат овие личности на политичка сцена без при тоа да се налути многу и во целост своето членство? Да, во тој случај веројатно би имале широка влада де факто, иако не де јуре, нели? Да останат работеле како што се, но СДСМ да може да ужива поддршка и од некои видни функционери на другата страна, кои што сега веројатно не се толку во милост на моменталното раководство, но тоа се нели тие меѓупартиски динамики кои што не можеме многу да знаеме вака од страна. Тоа што мене ми е интересно е што тие превирања кои што ги спомнавте во ВМРО ДПМН се баш оние ситуации на внатрешен раздор кој што ги спомнавме како потенцијална опција од оваа ситуација претходно. Значи, дури и да не се формира на крајот широка влада, партијата е веќе внатре поделена и тоа на СДСМ дефинитивно му оди во прилог. Јас тука би сакал една кратка аналогија само да повлечем со Израел, бидејќи таму има широка влада. Од многу повторно причини не целосно споредлива со ситуацијата во Македонија, но вреди да се повлече паралела, бидејќи во Израел Бенјамин Нетањаху, кој што нели долги години е премиер, стапи во широка коалиција со Бени Ганц, лидерот на тогаш најголемата опозицијска партија. Тоа се случи по изборите лани на пролет. Со ветување дека од 4 годишен мандат првите 2 години Нетањаху ќе биде премиер, а потоа наредните 2 години Ганц. Имаше и слични такви изјави кога се предлагаше албанец премиер. Да, но причината зашто го спомнувам ова е бидејќи на Ганц таа математика или калкулација не му се сплатеше, бидејќи ете Нетањаху пред неколку месеци свика нови избори, значи практично го прекрши ветувањето, бидејќи Ганц никогаш не дојде воопшто во ситуација да може да биде премиер. И што е уште полошо, значи затоа велам дека овие коалиции се толку штетни за помалиот партнер во нив. Рейтингот на партијата на Ганц денеска е срозан, значи тие веќе денеска не се најголема опозицијска партија во државата и ги имаат истите тие проблеми на внатрешен раздор кои што јас очекувам, претпоставувам дека би можеле да се случат и во ВМРО ДПМН во оваа ситуација. Токму тоа, сосема за крај, демократизација внатре во партиите. Сада само прави уште еден чекор плюс, еве го гледаме тоа, огромен број илјадници членови ќе гласаат за лидер на партијата на предстојниот конгрес, но според статутот на ВМРО ДПМН таа партија се уште и не е во целост демократизирана. Знаеме внатре како се бираат нивните лидери и нивните, пак ќе ги кажам, челни лица, а во последниве 2 до 3 години
голем број членови на ВМРО ДПМН излегоа со став дека треба да се демократизира партијата и дека треба да се направат промени во статутот за избор на раководен кадар на оваа партија. Има ли такви изгледи? Гледате ли волја да попушти она тврдокорно крило во ВМРО и да дозволи каков таков полесен избор за одлучување за тоа кој ќе ја води партијата во иднина? Па добро, партиите, без разлика што ние често пати сме цинични во Македонија, нели ниско ниво на политичка култура и заробеност на партиите од страна на нивните лидери, тоа се сепак политички субјекти кои што мора да се водат според изборните резултати на крајот на криштата, бидејќи тоа е предуслов тие партии да опстанат, така што веројатно доколку политичките изгледи на ВМРО ДПМН останат слаби, не предстојат сега кои локални избори, тогаш крилото за промени би добивало се повеќе и повеќе на сила, така што би зависело многу од тие трендови, но да се потсетиме од аспект нели на шансите за демократизација внатре во партиите, има структурни проблеми во самите партии. Баш пред некој време читав анализа дека пресметале одредени аналитичари дека бројот на зачленети партиски, значи партиски членови со членска книжка е многу поголем, неколкократно поголем во Македонија отколку во некој од западноевропските држави, така што се работи навистина за големи како да ги наречам, за големи групи на граѓани кои што партиите ги имаат зад себе и сега доколку моменталното раководство било на кое што успеало да ги зачтени тие луѓе, тогаш веројатно може да се очекува дека тие луѓе најмногу би го поддржувале сегашното раководство без оглед на неговите успеси на политичките динамики, така што зависи од многу фактори, но демократизацијата е тешка најмногу поради тој фактор. Кристијан Фидановски, благодарам што ова утро бевте дел од утренски брифинг. Ми беше задоволство, благодарам и вам.